Владата најверојатно ќе треба да се брани пред арбитражниот суд во Лондон, доколку го раскине договорот за рудникот Казандол. Телевизија 24 дознава дека концесионерот на рудникот, компанијата Сардич МЦ, ќе покрене постапка против Македонија и ќе бара одштета од 380 милиони евра, доколку владата еднострано го раскине договорот за експлоатација на рудата. Адвокатскиот тим на компанијата од Лондон веќе бил во земјава и направил проценка. Од владата не сакаат да коментираат, велат дека конечна одлука се уште нема. Се работи за специфичен процес. Мораме да имам издржано и целосно максимално правна аргументација за еднострано раскинување на договорот. Потребно е до комплетирање со уште 2 документа. На следната владина седница повторно ќе разговараме за Казандол. Нема официјално објаснување што точно договорот не е исполнет од страна на инвеститорот. Концесијата за Казандол ја има компанијата Сардич, а нејзин собственик е акционерското друштво Копер Инвестментс. Неизвршен директор таму е Ато Спасеновски, кој во времето на ВМРО ДПМН беше министер за земјоделство и амбасадор во Украина. Случајот Казандол го истражува обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Се утврдува како била издадена концесијата за експлоатација на бакар. Во моментов се проучува и анализира прибраната документација од надлежните министерства и други органи на државната управа. Потоа јавното обвинителство ќе одлучи дали предистражната постапка ќе доведе до отворање на истрага. Казандол на нозе го кренава Ландово минатата година. Жителите таму се побунија против изградбата на рудникот, исплашени за своето здравје.